Добар ден. Се наоѓаме во Демирхисар, пред поранешната фабрика Застава. Пред само 7 месеци Никола Груевски и неговиот дил ориентит министер Владимир Пешевски лажеа дека баш токму овде, во оваа фабрика, ќе влезе странската инвестиција на компанијата СТС Текстайл. Овде требаше да работат над 150 граѓани од Демирхисар. Се најавуваше и забрзан економски раст на овој крај. Граѓаните на Демирхисар беа излажани дека е во тек реализација на договореното. Како што може да видите, инвеститор нема. Фабриката Застава е празна, а и ветените стотици и илјадници работни места ги нема. Лажеш, Никола. За да биде твојата лага уште поголема, истата оваа странска инвестиција сега ја ветуваш на граѓаните на Велес. Тажна е вистината дека илјадници граѓани на Македонија се изиграни токму од Никола Груевски за нови вработувања. Исто како и во Демирхисар се лажеше и во Ранковце и во Крива Паланка. Таму досега требаше да бидат вработени над 6000 луѓе во фабриката Веибо. Се излажа и за Свети Николе. Зарем треба да се подсетуваме на субрата Рој и на неговите 20.000 крави. Таму се излажа и за фабрика за печурки. Токму заради ваквите лаги, 630.000 граѓани на Македонија ја напуштија земјата во потрага по достоинствена работа и по достоинствен живот. А од оние кои што останаа да живеат во Македонија, половина милион живеат во глад и сиромаштија. На 11 декември лагите и политиките кои што ги осиромашија граѓаните ќе го доживеат својот крај.